Председателе, паралелно со посетата, вашата посета овде во Грција, се одржува и самитот ЕУ Западен Балкан. Колку се важни за нас ваквите иницијативи за надминување на бугарската блокада и отворање на патот кон првата меѓувладина седница? Во овој случај не станува збор за некоја посебна иницијатива, станува збор за едно регуларно собирање на државите од Западниот Балкан со земјите членки на Европската унија, што е пракса на назад години. Меѓутоа станува збор во вашето прашање што споменувате за неколку иницијативи внатре во рамки на тој самит, така да наречам, од држави пријатели на Западниот Балкан, не само на Северна Македонија, кои се обидуваат да некако креираат амбиент во кој ќе може да се дојде до пробив во однос на овој познат спор со кој поради кој Бугарија не блокира за почеток на преговорите. Меѓутоа добро е што Европската унија се обидува повторно да се фокусира на Западниот Балкан и при тоа го држи во фокусот нашето прашање, бидејќи објективно знаете дека ние одамна ги исполнивме сите услови, ова дојде као гром од ведро небо. Блокадата од Бугарија, која практично на мартовскиот совет на Европската унија даде зелено светло и подоцна почна да ги испоставува овие дополнителни услови. Да се навратиме на вашето патување овде во Грција. Посета полна со символика, би рекла, прв председател на Северна Македонија што доаѓа во Атина, се среднавте со првата жена председател на Грција. Кои се пораките што ги добивте, но и кои се пораките што ги испративте до грчкиот државен врв? Дали би можеле да кажеме дека полека се нормализираат односите меѓу двете земји и дека полека влегуваме во некој регуларен ритам, како што и доликува на две соседни земји? На двете мои средби, зборам за овие на највисоко политичко ниво со премиерот и со председателката, тој им го порачав од моја страна. Би сакал, реков, овој тип на посети да станат рутина. Оној момент кој ќе станат рутина, значи се сосема нормализирани билатералните односи, се уште не се, знаете дека не се. Тие во еден момент, во една прилика на средбата, премиерот Мицотакис ги нарече се уште свежи рани во одредени сегменти на политичкиот спектар на Хеленската република. Че тоа постои и кај нас постои отпор. Се уште постојат луѓе кои не веруваат во Преспанскиот договор и покрај неговите очигледни придобивки и позитивни ефекти за развојот на државата. Знаете дека тука се со години дека во Грција тој отпор беше дури и поголем, особено во оние региони кои гравитираат кон границата со нас. Така што ќе треба време и јас мислам дека ќе треба едукација на новите генерации кои треба да се воспитуваат во духот на европската солидарност и толеранција и дека секој од нас има свој специфики кои треба да се почитуваат. Тоа почитување не значи непочитување на твоите специфики и така натаму. Европа е создадена од различни нации, различни религии, од различни култури, во тоа е убавината на европскиот проект. Го споменавте отпорот. Отпор имаше и кај Нова демократија како опозиција. Да. Ја знаеме сите позицијата и на актуелниот грчки премиер. Дали може би во разговорите се чувствуваше овој отпор и тоа нивно противење и неприфаќање, условно кажано, на договорот од Преспа, меѓутоа секако нели кажуваат бидејќи е ратификуван, подпишан меѓународен договор, тие ќе го почитуваат и ќе го спроведуваат. Знаете, ја не би сакал да му направам дополнителни проблеми на премиерот, па да кажам дека ќе него имало или немало отпор, меѓутоа од практичното негово поведение и на неговата влада, изминативе година и пол, јас мислам дека сите можеме да согледаме дека отпор на едно видливо политичко ниво или во тој видлив политички спектар или поле не постои. Впрочем, не би се реализирала оваа посета ако таков отпор постоеше. Че нема задршка кон тоа. Премиерот Заев беше неколку пати по различни поводи тука, воспостави одлична и лична комуникација со грчкиот премиер. Значи таков отпор не постои. Но факт е, бидејќи ако ме прашувате и за тоа или сакате да одиме во таа насока во однос на некои договори кои чекаат за ратификација во грчкиот парламент, јасно е дека отпори во делови од владеачката партија постојат. Тоа господинот Мицотакис не го криеше. Рече во оваа политичка констелација не би сакал дополнително да чепкам, би ги спомнав тие како израз, во тие рани некаде се уште се свежи, не би сакал да го правам тоа и се што можеме да соработуваме, секаде каде што можеме, без да влегуваме во една парламентарна дебата во која ќе имаме само политика и ништо друго, корист за двете држави нема да има и за двата народи, се друго можеме да правиме, вели. Меѓутоа посетата како таква покажа дека билатералните односи меѓу Северна Македонија и Хеленската република влегуваат во еден нормален тек. Се разбира, ова треба да биде само почеток на еден подлог процес во кој ја очекувам дека динамиката на политички односи на највисоко политичко ниво, премиерско, председателско, министерско, ќе продолжи да се развива.
Меѓутоа темпото е ветувачко. Ова што е да го наречам почетокот на тоа највисоко политичко ниво, бидејќи зборуваме не за посета на некако си економски форум или нека тркалез на маса, туку за официјална државна посета. Мислам дека ветува и она што го чув и на вечерата од грчката председателка и во официјалните разговори преку денот, покажува дека кај неа нема никакви предрасуди во однос и на Преспанскиот договор. Конечно таа е правник, врвен правен авторитет и судија долги години, долги децении, многу добро знае дека сериозноста на една држава се цени и низ тоа колку ги почитува обврските преземени од претходниците на таа позиција. На официјалната вечера во Претседателската палата ја поканивте да го посети Скопје или како што рековте да ги запознае убавините на нашата земја. Има ли нешто конкретно? Би можеле ли Катерина Сакеларопулу да ја очекуваме во Скопје на една официјална возвратна посета? Јас го повторив тој на заминување од вечерата и неформално, не само во мојот говор за време на вечерата. Се разбира, тоа кабинетите треба да го договараат во наредниот период, меѓутоа начелно постои изразена волја, желба на незина страна да ја посети нашата држава, инаку таа е родена недалеку од македонско-грчката граница, така што мислам дека ќе биде интересно не само да ги посети да ги види природните убавини, туку и во политичкиот дел да дополнително го скршиме мразот тама каде што се уште постои и да покажеме дека е стварно срамота за две држави кои 30 години се биле и претходно и ќе бидат и понатаму со овие кои директни соседи, да нема никаква комуникација, да нема никаков документ потпишан, да се гледаме практично преку нишанот на пушката, независно од евроинтеграциите или евроатлантските интеграции. Тоа е изгубено време и за многу генерации од двете страни на границата, за двата народа, најмногу за младата генерација, и ќе се обидеме и за тоа мислам дека имам и разбирање и ветување од другата страна да го компензираме тој. Тој е огромен временски простор кој за жал во меѓувреме беше исполнен само со блокади, со санкции, со лоша политичка реторика, со неразбирање за позицијата на другиот. Преспанскиот договор во таа смисла е навистина револуционерен чин. До каде сме со договорот? Беше една од главните теми на вашите средби. Ви побарали нешто конкретно грчките соговорници, што некој конкретен аспект што треба Северна Македонија да го имплементира, каде што не постои некаков напредок, или пак ние дали побаравме, ги споменавте и меморандумите, меѓутоа Грција не има некои многу големи обврски? Па, знаете, јас и за време на разговорите, што ги има во текот на денот, и со премиерот и со председателката, јас потенцирав дека најголемиот, за нас и најтешкиот дел од тој компромис е завршена работа. Чи името, како велев, мерга омнес и внатре и во меѓународните институции е практично имплементирано секаде. Јас пред да дојдам побарав од нашето Министерство за надворешни работи статусот каков е во сите области во однос на нашите обврски. Зборувам за имплементација на Преспа комплет. Бидејќи немаме намера тука да правиме никаква задршка или да блефираме или да правиме по дупли колосек. Едно ти зборувам, друго правам, трето мислам. Тоа е извештај од околу 20 на страници, значи прилично детален, од кој може да се види дека ние навистина доследно ги имплементираме сите обврски. Зборам за символите од Вергина, зборам за тие работи кои не треба да ги има, или старото име на споменици, на основни училишта, по општини, значи се она што е зацртано во Преспа е договорено. Немаше практично никаква, на ова ниво барем на кој јас бев вчера со моите соговорници, немаше никаков приговор во таа смисла или барање зошто тоа не го направите. Од нашата страна, односно она што ние го побаруваме асенивни обврски, веќе делумно ви одговорив во тој дел. Од сообраќајните знаци или патокази, табли од граница нааму, освен на границата внатре во внатрешноста на територијата, тоа не е завршено. Од исти причини, бидејќи зборувајќи за отпорот против Преспа тука во Грција, далеку најголем беше во северните делови на Грција. И ден денеска е така. Тоа е и на политичко ниво, и на ниво, ако сакате, на црква, и на ниво на невладини заедници, да не зборам за политичките партии. А практично секоја грчка влада до сега, па вклучително и ова, секојаш има некакво тенко мнозинство во парламентот и е секој пат за тој што е премиер многу значено да ги има на око пратениците од околината на Солун. Сепак овие се веројатно некои изолирани инциденти, да го речеме, да го кажеме, работи кои што не испречуваат соработка меѓу двете земји во економија, енергетика и многу други области. Во тој дел ќе биде главната, извинете што ја прекинувам, во тој дел, и тука потрошивме најголем дел од нашиот разговор, че зборувавме за двата проекта, како што е се терминалот во Андрианополос,
во близина на грчко-турската граница, ќе биде гасен терминал во кој ние сакаме да имаме одреден процент од собственоста и станува збор за изградата на новиот гасовод од Солун до Скопје, кој може само да ни помогне да бидеме постабилни во енергетската сфера и како тоа експертите го нарекуваат, да имаме енергетска диверсификација, да не зависиме само од едни снабдувачи или снабдувачи од само една држава. Тоа секоја држава во светот денеска, водејќи сметка за енергетската сигурност, стабилност, тоа го прави. Нема причина ние тоа да не го правиме. А во тој, да го наречем, меѓународен конзорциум не се само грчките фирми и грчките стопанственици, туку е и неколку американски фирми што му дава одредена и геополитичка димензија, ако сакате, и на едниот и на другиот проект. Освен енергетиката, постојат други области што може би се малку занемарени, каде што постои капацитет, имаат капацитет двете земји да ја продлавачат соработката? Разговаравме на таа тема повторно околу економијата, бидејќи пред 15-20 години, знаете, неколку стратешки објекти во тоа време беа купени од грчки компании. После тоа имаше одредена пауза за како што се развиваше нашиот спор, заземаше поголеми пропорции околу името, така и грчките бизнисмени не радо доаѓа, не доаѓа во таков број, со таков интензитет на наша територија да инвестираат. Мислам дека тука има повторно будење на страна на грчката деловна заедница и затоа тие веќе имаат свој соговорник во некои од стопанските комори кои се на наша територија. Инаку има еден аспект кој не е врзан само со економија, само со енергетика, само со пари и така натаму и со тој тип на развој. И јас мислам дека до сега беше многу запоставен. Бев радосен кога чув пред да тргнам дека тие ги нарекуваат младински канцелари за младинска соработка и комуникација, се веќе во преговори во пост-ковид ерата да почнат со конкретни активности на терен. И јас мислам дека младите генерации кои заради својата возраст најлесно ги надминуваат предрасудите, треба што побрзо да почнат да комуницираат меѓу себе. Такви канцелари по Втората светска војна во многу потешки околности од овие што ги имавме ние со Грција, беа направени меѓу Германија и Франција и многу придонесоа за зближување на младите генерации и за разбивање на тие стереотипи, дека тој другиот од таму ги има истите грижи како што ги имаш и ти тука, сосема небитно од неговите дополнителни специфики, од која нација, од која вера е, практично сите пред се и нација сме луѓе. Во Грција се чини дека и покрај промената на власта и покрај тоа што се менуваат партии, сепак постои некое единство во однос на надворешната политика. Дали би можеле исто това да го кажеме и за Северна Македонија? Никого нема да изненади мојот одговор, се разбира дека не. За жал не. Не само во однос на Преспа, во однос на бугарското прашање. Ние имаме декларација усвоена од парламентот, после многу натегање усвоивме со поддршки од власти и од опозицијата. Меѓутоа, ако одите точка по точка или сегмент по сегмент од целиот тој македонско-бугарски комплекс на прашања и проблеми, таму власти и опозицијата драстично се разликуваат. Мене особено ми е криво што опозицијата не смогна сили, слично на грчката некогашна опозиција денешна власт, да каже дека само една реченица. Да бевме ние на власт, немаше да случиме таков договор. Да каже дека договорот не е добар тие и тие причини, да каже ако ние бидеме на власт утре задутре, као секоја друга сериозна држава и сериозна власт во сериозни држави, ние ќе го почитуваме тој договор колку и да е лош. Тоа беа точно зборовите, се овие што ги кажувам, на грчкиот премиер. Мислам, вели, мојот став за Преспа е познат. Нашиот став као партија е познат. Не е променет. Меѓутоа, ние сме сериозна држава, имаме практично скоро 2 века државност, и ние не може да си дозволиме да, како која партија ќе дојде за стратешките прашања, да имаме различни размислувања од оние кои ни се и некогаш и сега најголеми политички опоненти. Благодарам. Благодарам.